Иако наликува на битката со ветерниците на Сервантес, се повеќе европски држави размислуваат да ги забранат возилата со конвенционален мотор. До сега ги има десетина кои бараат начин како во иднина да ја сопрат продажбата на автомобили со бензински и дизел мотор и да се преориентираат на струја или пак на хибридна комбинација. Најрадикално настапува Данска, која на еден состанок на министрите за околина на земјите од Европската Унија веќе изнесе предлог до 2030-та да се забрани продажбата на возилата такви какви што сега ги познаваме. Иако не е само во размислувањето, сепак шансите тоа да се случи се мали, барем не до наведениот датум. Идејата на новата председателка на Европската комисија, Урсула фон дер Лејен, е Европа да стане првиот континент кој ќе нема негативно влијание на климатските промени, но до 2050 година. Нејзиниот план е до тогаш емисиите на јаглерод диоксид да се намалат на нула. Данците сепак не се откажуваат и се надеваат дека со уште неколку други земји ќе оформат силен блок кој ќе го забрза целиот процес, што, меѓу другото, ќе доведе и до забрана за продажба на бензински и дизел возила во Европската Унија. Но ако ова се уште спаѓа меѓу тешко остварливите идеи, поизвестно е дека дел од источноевропските земји ќе го забранат увозот на половни возила со еколошки норми кои не им се допаѓаат. Балтичките земји, Словенија и некои други сериозни подготвуваат законски терен да го сторат тоа веќе од 2021 или 2022 година. Први на ударот секако ќе бидат дизелите, но ниту бензинците нема да бидат поштедени. Таквата стратегија веќе е вградена во Националната програма за контрола на воздухот во Бугарија, со која е предвидена забрана за увоз на возила со норми под Евро 4 стандардите. Но уште пред да почнат да ја остваруваат оваа своја желба, бугарите наидоа на пречка. Имено, европската регулатива тоа не го дозволува бидејќи се нарушуваат основните принципи на слободното движење на стоки. Тоа значи, за да може некоја земја да донесе таква забрана, неопходно е претходно да се најде европско решение за ова прашање.